Денеска во законодавниот дом продолжија интервјуата за селекција за кандидатите кои што се пријавени за членови на антикорупцијската комисија, нешто што започна вчера во комисијата и по тој повод ја имаме нашата Весна Вилкова-Тодоровска, која што повеќе ќе не информира и ја следеше утринава оваа комисија, односно интервјуата. Што е ново, Весна? Вчера имаше моменти каде што одредени кандидати предизвика особено внимание. Интерес и денеска имаше така. Ајде, да. Повели. Значи, започна утринава во 10 часот, траеше до кај 12, сега повторно те започне од 14 часот комисијата, 20 кандидати за антикорупцијската веќе ги помина овие интервјуа, имаат по 30 минути, остануваат уште 37. Значи, во разговор со председателот на оваа комисија за селекција рече дека Мухамед Зетири ни рече дека најверојатно до среда може да завршат, треба да завршат, но се зависи од темпото на овие разговори. Да не должиме, најинтересен беше разговорот, интервјуто на поранешниот лустратор Вецко Здравевски, во кој одговараше на прашања на пратеници, на поранешни суди и тука присутни на самата комисија. Да слушнеме делче од овој разговор, како тоа изгледа и како течат овие интервјуа. Имам едно прашање. Знаете ли кој го напишал делото Село зад 7 јасени? Не знаете? Славко Јаневски. Го илустриравте, вие подпишавте за негова илустрација, гласавте. Сега, за кој го илустрирал, треба да се види записник. Прашам дали сте имале издвоено мислење. Еве, например, за еден од најголемите македонски дејци. Академик, така натака. Дали вие имавте шанса да издвоите ваше мислење во делот на одредени манипулации кои што ги правише комисија? Горан, да поставуваме прашање и да одговориме и да поставите прашање. Како гласавте, еве ве прашам, како гласавте за лустрацијата на Славко Јаневски? Јас го следев законот и сега во оваа комисија, ако бидам, пак ќе го следам законот. Против законот нема да одам никогаш. И устав. Во законот стоеше. Ја не спорам дали вие сте го следеле законот или не. Ве постави прашање. Дали имавте можеби издвоено мислење и како гласавте за лустрацијата на Славко Јаневски? Тоа е податок кој што мислам дека треба да го кажете на... Не се сеќавам, ама сакам да кажам, го следев законот. Го следев законот и го немам скршено никаде закон. А се сеќавате дека на високи функционери од ВМРО ДПМ не сте им вршеле услуги? Тоа го кажавте пред малку. Пред малку кажавте дека не сте биле подложи на притисок. Еве да го преформулирам прашањето. А не сум бил на притисок. Јас сум седел со разни пријатели и пратеници, ама притисок сум немал да завршам некоја работа. Да, ево очигледно и денеска било жестоки прашања, вкрстени прашања од сите присутни тука до кандидатите за антикорупцијската комисија. Денеска имаше и собраниска седница на која има неколку закони интересни, тоа е законот за медиуми, изборниот законник. Со изборниот законник се предлага да Државната изборна комисија да не врши мониторинг врз електронските медиуми, односно порталите. Тоа е така интересна измена во изборниот законник. Имаше и други закони, но... Да, ова е најважно. Кратко само. Вчера забележав една фотографија кај колеги новинари дека во салата за време на испрашувањата на кандидатите и да немало многу пратеници. Денеска каков беше интересот? Имаше? Значи, малку поголем. Малку поголем, да, имаше околу 10 пратеници, повеќе од невладините организации, но тука беа и народните избраници. Добро, значи се поправиле, послушале критика. Да, останува, да, па најверојатно понеделник име, ако вчера им беше недела. Да, останува да видиме, Весна, сега кој ти ќе следиш како всушност ќе се одвиваат интервјуата. Има и еве интересни моменти кои се пријавен како кандидат за член на антикорупцијска и има тука некои контраверзи. Суди, новинари, наши колеги и така.
Во ред, полека но сигурно дојде време јас и колегата Владко Чаловски да го заокружиме овој прв блок од отвореното студио. Еден почитувани, за кратко следуваат вестите, останете со нас, подоцна се гледаме повторно нешто по 15 часот.